10-годишните Зорица и Андреј го истрчаа 12-километарскиот полумаратон во Валандово посветен на мирот. Кажаат дека не било лесно, но трчале од љубов за да ги поттикнат своите другарчиња да не се откажуваат од своите желби и да бидат упорни во животот. Сакав да достигнам нешто и пораката е дека не треба да се откажувате. Да спортувам. Добро, зошто? Зошто да спортуваме? Бидејќи треба да бидеме здрави. По повод денот од завршувањето на Втората светска војна, општина Валандово за прв пат организираше трка на мирот. Истата ќе биде традиционална, со цел да испраќа порака за сплотеност, заедништво и благосостојба. Денес е 2 септември, значи сакаме да испратиме пораката на мирот, колку е тој битен и колку сите заедно треба да се стремиме да ги негуваме оние вредности кои што значат љубов, солидарност, емпатија. Вакви трки се потребни во сите градови во Македонија, бидејќи на тој начин се поттикнува заедницата на спортот и здравите навики. Професионално не се занимам, сето е рекреативно и сметам дека треба да имам повеќе вакви трки, бидејќи се потребни на луѓето. Искрено прв маратон во Валандово што се одржал, мислам, ако не грешам, не знам. И потребни се вакви, да, потребни се да ги поттикнат младите за да спортуваат. Учесниците на првата трка на мирот ги поздрави министерот за здравство Венко Филипче, кој подлече дека примерот во Валандово треба да биде следен од и спортот носи здраво општество. Земите на Европска унија кон кои што се стремиме да бидеме и ние дел. Таквите физички активности ги организираат да се редовни во секоја возраст уште од најмалата. Во таа насока веќе разговаравме со Министерството за образование да часовите по физичка култура ги направиме секојдневни. Трката на мирот беше од Удово до Валандово, а трче околу 100 учесници, од кои 30 беа во надпреварувачкиот дел. Најдобрите тројца во машка и женска конкуренција поделија награден фонд од 120.000 денари.